Имаме еден текст вика Скопје, некога зелено, ова е за децата. Скопје, некога зелено, сега секој секаде влече од нозбе, средношколци, се фураат на криминал. Девојчиња од 13 после 12 на бал, дотерани, нашминкани, ко Кардашијани, Кардиби. Наше време растевме со бушави азбуки. Здраво генијалци, сме умни глави, денес how to put a makeup, туторијали. А не дека е лош, брат, воопшто интернетот, но се чудам зашто толку често го бираат погрешното. Изборот е твој, следи ја толпата, или биди уникат, изгради свој став, брат. А не е така како што гледаме на видеата, зад камерата немаш идеја, брат, што све се дешава, па песната те тера да глумиш темек бесенија, клесни женски ептен дракс. Може би си ептен млад и се уште не разбираш, но запомни дека уште од мал си калиш пат, фокусирај се на талент, едукација. Не слушај ги што зборат, трудот се исплати, брат. Сте во дигитална доба родени, скролате уште не сте ни проодени. Као, не ги обвинувам буквално за ништо, само ќе ми биде жал ако биде слично ко со моја генерација. 90% депресија, брат, после 20-та. Затоа работи на себе, дур си тинејџер, на 22 ќе бидеш изграден во джер, свој пари во джеб, интелект и цел свет ќе ти биде достапен по интернет. Некој ќе рече, Инстаграм е многу лоша, Фейсбук е многу лоша. Не бе, брат. Фейсбук и Инстаграм ти алгоритмите се толку паметни што ти дава тоа, ти што следиш, брат. Да. Ти, ако ја, брат, на Фейсбук го отворам, мене имам многу убави луѓе, брат, на Фейсбук. За мене тие се вистински инфлуенсери. Перо Сарџевски, брат, кога ќе посне нешто, брат, вака го читам, викам, леле, бате, Перо, викам, звер. Калин Маркович. Може се смета. Биолошки е нужно. О, Калин, не го познам лично, брат, ама ликот е звер, брат, кажува работи, брат. И многу е добро што постои таков лик, брат. Не го сакам да го видам. Пошто кажува работи, брат, што никој не би ги кажал, он има му да ги каже, паметен е, креативен е и ги пука. Тоа е добар инфлуенс, брат. Старца инфлуенсери. Ѓоко Здравевски, брат. Не знам, Ѓоко гостуваше еден подкаст, брат, кај што подкастот, брат, епизодата има само 1000 views, брат. Јас тоа, брат, Ѓоко би пукнал, брат, не знам колку пари, брат, да го постирам тоа, за да чуат Ѓоко што кажува, брат. Ѓоко во тие 2 сати, 3 като ликот, не знам како се каже, Петар, не знам, кажува, брат, неверојатни работи. Вака го слушаш, брат, кажува за хиляди методи, за како е создав. Онака, што у школа не ни го кажали, сега го гледаш Ѓоко таков, прекрасна енергија, брат, и го кажува тоа, и кажеш, колку убаво, брат. Значи, ти ако бараш добра информација, ќе ја најдеш, брат. Пошто Фейсбук така работи, ти дава, брат, тоа ти што го бараш, брат. Така работат алгоритмите, брат. И како што тоа на фразата you are what you eat, исто и со ова, брат. Со алгоритмите. Но со инфлуенсери многу не сај дека биолошките е нужно негативна катарза, кажам. Као никај ти е потребно да гледаш глупи ствари и да слушаш глупи мобети, чисто за да се скупеш. Ама многу луѓе не саѓаат со инфлуенсери што не го саѓаат дека прават тоа за тоа. Дело од животот е. Биолошки треба некад негативна катарза, но ако си свесен дека за тоа го правиш, ако дел од животот, тоа инфлуенсерите следиш само за тоа. Лошост не. Лошост не. Проблемот со инфлуенсерите денес е, ја барем ги нарекувам квази Аристотел Тентов инфлуенсери. Не знам дали го знаете Аристотел Тентов. Професор, викаат дека е добар професор, свака час за човекот. Имаше книга напишана како Господ ги создал македонците на 6-тиот ден, светот е создаден за 10, на сите други народи се создадени на 7-тиот ден, затоа сите на мразат. Тоа ми е дефиниција за инфлуенсер. Затоа што денешните инфлуенсери излагаат на камера, нели? Се прават дека се паметни, а се тоа што зборат е толку глупо, значи таква голема глупост што треба или да си, не знам, да не го разбираш јазикот и да го повторуваш што идеш како да, така е, или да ти фали нешто во главата. Значи, не сакам да навредувам никој, ама треба да ти фали нешто во главата за да ги пратиш голем број од инфлуенсерите. Со клизачи им леза, Брат, ти сега малку. брат, седам дома и брат ми ка, Борис има ново видео. Пуштай. Борис, фала ти, Нешто брат. што не ви се допаѓа слободно Пишете. коментари. Нема дислайк да стиснете, ама да коригираме кај Марк. Да има она тажното смајленче. Сет. That's what she said. That's what she said.